Најави за денешните настани. Летото не се предава. Охрид полн со гости и на крајот на август. Реновиран објект и подобрени услови за хемодиализа во струшка нефрологија. Месарница во Охрид казнета поради нечитка декларација и пласирање на небезбеден производ на пазарот. Човекот амфибија, 70-годишниот Јане Петков со нова атракција на Охридското езеро. Напад со нож на карневалот во Нотинг Хил во Лондон. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 31 степен Целзиусов. Во вторник над североисточна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и над Британските острови, нестабилно време со локални врнежи од дожд и грамотевици. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија, развојна нестабилност со локални поројни врнежи од дожд и грамотевици и услови за појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат од 29 до 36 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде топло и ветровито. Ќе дува до умерен засилен северен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 27 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во вторник ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен засилен североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Утринската температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во Охрид во среда и четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност кој што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Утринската температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28, односно до 27 степени. Во петок слично време. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност, а во попладневните часови развојна нестабилност кој што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната до 28 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен
Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид и на крајот на август полн со туристи. Овој период најбројни се странските гости, а туристи ќе има до крајот на септември. Привршува летната туристичка сезона. Охрид и овој викенд е полн со туристи. На крајот од август најбројни се странските гости од Турција, Холандија и Полска, но и голем број туристи од соседните земји, особено од Србија. Туристите генерално се задоволни од посетата на Охрид. Забелишки има за цените во угостителските објекти. На цените во рестораните и кафулината најчесто се жалат домашните гости. За старанците, Охрид е една од поевтините дестинации. Oh, it's beautiful, yeah. We really like it very much. Од Англија доаѓаме, убаво е овде. Многу е ефтино овде, особено кога ќе споредиме со Англија. Убаво е, ни се допаѓа. I think they're pretty cheap. Јас мислам е многу ефтино, особено спрема Лондон. Цените, да, за разлика од другите градови во Македонија се малку повисоки, меѓутоа сепак мислам дека е туристичко место и дека е нормално тоа. А Охрид си вреди како нашо богатство што треба сите ние заедно да си го чуваме. Cheap, very much. Многу поевтино е овде отколку во Амстердам. Прекрасно е и има убави цени. Цените тука се како сегдека, ама имат ептен убав избор за сервисо, за чисто што е, за луѓето што се толку пријатни, љубезни, најубаво е. Вреди. Значи, вреди, не се плаќа со пари. Туристичките работници оваа сезона ја оценуваат како солидна, но сметаат дека треба да се избегнува масовниот туризам. Во однос на цените велат Охрид и натаму е најефтина дестинација, споредбено со туристичките места во околните земји. Слугата, местото, седењето, столчето, гледката наоколу, сето тоа се продава. Значи, еден објект кој е со убава гледка плаќа кирија многу поскапа него некој што е негде на пазариште или негде настрана. Охрид веќе станува препознатлив и за, да речам, малце побогата клиентела. Еве сега имаме и Министерство за култура и туризам и мислам дека час поскоро треба да се почне да се гради некоја стратегија кој што ќе го измени видот на туристи кои што го посетуваат нашиот Охрид. Охрид заслужува многу повеќе со она што го понуди и што го има. Секако ние треба да си направиме понуда и цена, и понудата и цената и стратегијата ќе си донесат свој резултат. Според туристичките работници, солидна исполнетост и гости ќе има до крајот на септември. Агенцијата за храна и ветеринарство со засилени контроли на целата територија на државава. На месарница во Охрид изречена е казна од 1000 евра и дополнителни 400 евра за одговорното лице.
Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува засилени вонредни контроли, посебно во туристичките центри во земјава и во главниот град како честа туристичка дестинација. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека нивните инспекцијски служби во петокот спровеле надзор во месарница во Охрид. Поради нечитка декларација и пласирање на небезбеден производ на пазарот, нештетно се уништени 10,7 кг смеса од мелено месо. На правното лице изречена му е глоба од 1000 евра, а на одговорното лице во правното лице дополнителни 400 евра казна во денарска противвредност. Покрај вонредните засилени контроли, инспекцијските служби на АХВ продолжуваат со спроведување на редовните контроли согласно годишниот план. Во првите 6 месеци од годинава во внатрешниот промет спровеле над 24.000 инспекцијски контроли. Изречени биле вкупно 2433 инспекцијски мерки, уништени 37,6 тони и над 13.000 литри небезбедна храна, информираат од агенцијата. Министерот за локална самоуправа во посета на специјализираната болница за нефрологија во Струга, во која во тек е реконструкција на објектот. Средствата се обезбедени од ресорното министерство, Швајцарската агенција за развој и сопствени средства на болницата за нефрологија. Специјализираната болница за нефрологија во Струга, во која во тек е реконструкција на објектот, а се подобруваат и условите за здравствен третман на пациентите во рамки на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, денеска ја посети министерот за локална самоуправа Златко Перински. Досега, како дел од проектот кој се реализира со средства обезбедени од Министерството за локална самоуправа, Швајцарската агенција за развој и соработка од болницата, набавен е систем за централно снабдување со кислород, наменет за 3 сали за хемодиализа интензивна нега, набавен е инсталиран и ставен во функција систем за реверзибилна осмоза, а поставени се и соларни панели на кровот на објектот. Проектот е во завршна фаза, предвидено е до крајот на годинава целосно да биде имплементиран, со што значително ќе бидат подобрени условите за лицата кои имаат потреба од хемодиализа. Несомнено е дека современи објекти и медицинска опрема се суштински за соодветен третман на пациентите и за ефикасно и непречено функционирање на секоја здравствена установа, истакна министерот Перински по денешната обиколка на јавната здравствена установа Нефрологија Струга. Директорот на болницата Јетмир Зиба посочи дека како резултат на проектот установата ќе ги намали трошоците за електрична енергија и комплетно ќе биде реновиран делот за холидеј диализа. Во последниот квартал од годинава останува да набавиме нови 17 кревети, 3 телевизори и болнички сет наменети за холидеј диализата, пошто на тој оддел дневно ќе може да се лекуваат по 60 пациенти, информираше директорот Зиба. Објектот на болницата е изграден во 1984 година, изминативе 4 децении немало поголеми градежни зафати, освен реконструкција на покривот. Вредноста на целиот проект изнесува над 26 милиони денари. Министерството за локална самоуправа обезбеди 11,3 милиони, Швајцарската агенција за развој и соработка учествува со 9,2 милиони, а останатиот финансиски удел од околу 5,5 милиони е на болницата. Човекот амфибија, 70-годишниот Јане Петков со нова атракција на Охридското езеро. Врзан со лисици, ланци и катинари, потопен на дното на Охридското езеро, ќе се обиде да се ослободи и да излезе на површината на водата. Атракција на Охридското езеро, бугаринот Јане Петков со нов предизвик. Охрид Water Festival 2024 оваа година нуди посебна атракција, настани кои се во организација на Црвен крст Охрид, а со поддршка на пливачкиот клуб Охридски бранови 2008 Охрид и нуркачкиот центар Акватек ќе се одржат во Охрид. Презентација на тема неверојатните можности на човечкиот дух која ќе се одржи во просториите на Црвен крст Охрид денес со почеток во 19 часот. Презентерот Јане Петков од Сандански, Бугарија, ќе открие интересни техники за дишење и медитација пред неговиот нов подвиг. Утре, 27 август, човекот амфибија, 70-годишниот Јане Петков, во многу сложени услови, врзан со лисици, ланци и катинари, потопен на дното на Охридското езеро, кај плажата Сараиште во Охрид, ќе се обиде да се ослободи и да излезе на површината на водата без никакви помагала, по примерот на светски познатиот илузионист Хари Худини.
Ова ќе биде втор настан кој Црвен крст Охрид го организира со Јане Петков. Првиот спортско-медицински настан за Гинисов рекорд Црвен крст Охрид го организира на 10 септември 2013 година, кога Јане Петков преплива растојание поголемо од 2 километри во Охридското езеро од плажата Орце Николов до градското пристаниште во Охрид, целосно врзан во вреќа. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Напад со нож на карневалот во Нотинг Хил во Лондон. 3 лица се избодени со нож од кој едно се здобило со повреди опасни по живот, соопштила лондонската полиција. За безбедноста на карневалот годинава биле ангажирани околу 7000 полицајци. Полицијата вчера уапсила 90 лица, од кои 10 биле приведени за напад на работници на брза помош, 18 за поседување оружје и 4 за сексуални престапи. Стотици илјади луѓе дојдоа на карневалот во Нотинг Хил за да уживаат во прославата. За жал, малцинството дојде да изврши кривични дела и да се вклучи во насилство, било наведено во соопштението на полицијата. Владата на бразилската држава Сао Пауло прогласила вонредна состојба во 45 општини поради големите пожари кои ја зафатија земјата. Во периодот од 1 до 23 август во Сао Пауло биле регистрирани 3175 пожари, покажале сателитските снимки на Националниот институт за вселенски истражувања на Бразил. Според властите, повеќе од 15.000 пожарникари, поддржани од воени авиони, се борат со пламените јазици. Пожарите предизвикале прекини во сообраќајот поради слабата видливост. Властите соопштиле дека поради подметнување на пожар уапсени се 2 лица. Вооружени напаѓачи убиле 23 лица, а 5 се повредени во југозападен Пакистан. Напаѓачите запреле неколку автобуси, камиони и комбиња на автопатот што ги поврзува Пенџаб и Балучистан и ги застрелале патниците, соопштиле локалните власти. Напаѓачите запалиле најмалку 10 возила пред да побегнат од местото на настанот. Властите се уште немале покренато конкретни обвиненија. За повеќето претходни убиства биле обвинети припадници на ослободителната војска на Белучистан и други сепаратистички групи кои бараат независност од централната влада во Исламабад. Се урнала ледена пештера на Исланд, едно лице загинало на лице место од здобиените повреди, 2 лица биле тешко повредени, а едното со хеликоптер било пренесено во болница во главниот град и наводно било во стабилна состојба. До несреќата дошло кога група од 25 туристи од различни националности ги разгледувале ледените пештери на глечерот. Властите информирале дека напорите за транспорт на опрема и персонал до глечерите биле тешки поради непристапниот терен и дека сечењето на мразот се вршело рачно со моторни пили. Колапсот на ледената пештера најверојатно не е поврзан со вулканската ерупција во југоисточен Исланд во петокот на околу 300 километри од глечерот, изјавиле властите. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!